се потврдија кај двајца пациенти минатата недела на 22. Едниот е хоспитализиран на клиниката за инфективни болести, а другиот се лечи во домашни услови. Сега сипанициве се појавуваат во Централна и во Западна Африка. Кај нас се овие два случаи. Не постои никаква можност да се пренесуваат толку лесно, значи треба близок, подолготраен контакт со лицето што е заболено. Најчесто се пренесуваат од тие крусти, ранички што се јавуваат од самиот осип. Долготраен контакт, значи може од самото прскање, постелината, близок контакт, значи може исто да се пренесуваат, тие се вирусно заболување, исто и долготраен контакт може преку кивање, кашлање да се пренесе, меѓутоа простор за паника нема. Како и иста група на причинител вариола вера, тие што се постарите генерации, во кои спаѓам и јас, сум била дете, 72 година, во поранешна СФРЈ, се сите вакцинирани против вариола вера и се смета дека е ист причинител, резервоар се некои мајмуни. Меѓутоа, 2024 година има прогласено Светска здравствена организација епидемија, така да еве доаѓаат и кај нас, што е и во очекување, меѓутоа во епидемиолошката анкета од двата пациенти не се наведува дека биле во странство и дека се дали се информациите точни, меѓутоа сепак имаме место за паника нема. Фамилијата на пациентот што е хоспитализиран на инфективна клиника се во изолација и се следат, инаку симптомите секако кај сите сипаници, значи покачена температура, малаксалост, треска, болки во мускулите и во зглобовите, болки во грбот, може да имаат и болки во грлото, значи се јавува осип кој што почнува од главата, вратот и се спушта на трупот, значи може да има и на дланките и на стапалата. Инкубацијата е некаде околу 20 на дена. Се смета дека за 2 до 4 недели треба да се изгуба, значи е заразен додека има осип по кожата кои што се јавуваат како мали ранички, па се прават како пустулки кои што се исполнети со една заматена течност. Значи пациентот кој што е болен треба да остане во дома, во изолација, чиста постелнина, да се изолира од другите, значи да носи маска и да ги чисти раните, односно да не ги чеша, затоа што со самото чешање прскаат и може да се заразат и другите.